обвинителство побара продолжување на краткорочниот притвор во трајање од 48 часа за оние 16 лица кои пред 2 дена им беше одредена оваа мерка краткотраен притвор. А доцна попладнево Кочанскиот суд го прифати барањето на обвинителството и одреди дополнителни 48 часа за водење на истрагата на надлежните органи. Со ова тие остануваат во притвор овие 16 лица уште 48 часа. Во меѓувреме пак јавното обвинителство информираше дека во текот на вчерашниот ден изречене краткотраен притвор за уште 2 лица, а како што претходно информираше првиот човек на полицијата Панче Тошковски, во текот на денот побаран е притвор за уште едно лице вработено во Министерството за економија, кое што и во овој момент врши јавна функција. Бил направен и претрес во неговата канцеларија, па со ова вкупниот број на лица против кои се води некаква постапка ќе се искачи дури на 19. Инаку и денеска беше раздвижено овде во Кочанскиот суд и Кочанското јавно обвинителство со оглед дека неколку минути пред пладне пристигна тимот од 9 јавни обвинители формиран за истражување на трагедијата овде во Кочани. Имав прилика да разговарам накратко со јавниот обвинител Дарко Јакимовски од Скопското јавно обвинителство. Го запрашав дали ќе успее јавното обвинителство во овие дополнителни 48 часа да ги заврши сите потребни истражни мерки за да може да се отвори истрагата, за да се формира предмета против овие лица. Тој потврди дека најверојатно во следните 48 часа јавното обвинителство ќе објави првичната истрага како и кривичните дела за кои што ќе бидат гонети овие лица. Во меѓувреме пак јавното обвинителство информираше дека најголем дел од лицата кои што во моментов се во краткотраена притвора се гонат за сторени, односно постојат сомнежи дека тие сториле тешки дела против безбедноста, а како што информираа надлежните, се истражува и кривичното дело давање подкуп како и незаконска набавка на пиротехника. Разговарав и со првиот човек на затворот, истражниот затвор Шутка во Скопје, каде се наоѓаат дел од лицата против кои е одреден притвор. Тие во изминативе практично веќе 48 часа немале никаква посета, а таму, според информациите, се наоѓаат поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, државната секретарка во Министерството за економија Размена Чекиќ Дуровиќ, како и поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути. Инаку меѓу уапсените и лицата за кои е одреден краткотраен притвор во трајање од 48 часа е и поранешниот директор на пазарниот инспекторат Горан Трајковски. И во текот на целиот ден си на терен во Кочани, имаше ли можност да видиш што во моментов се случува на местото на големата трагедија кај дискотеката Пулс? Завршен ли уведот веќе на оваа локација и дали е овозможен пристап до местото? Да, објектот се уште го обезбедува полицијата, меѓутоа за разлика од претходните денови сега можам слободно да кажам дека се дозволува поблизок пристап до објектот. Црвениот тепих на влезот од дискотеката и полуурнатиот покрив од пожарот сведочат за трагедијата која што се случувала во неделата рано наутро. Видливо е дека прозорците кои што требало да служат за дневна светлина биле претходно запечатени, односно металните конструкции сведочат дека била поставена стаклена волна, меѓутоа од внатрешната страна бил поставен гипс картон. Во внатрешноста се гледаат металните конструкции целосно опожарени, меѓутоа и инвентарот кој што служел за работа на дискотеката. Инаку овде пред пладнево денеска во Кочани беше и премиерот Христијан Мицкоски. Тој запали свеќа на градскиот плоштад, а се потпиша и во отворената книга на жалост по повод трагедијата која се случи во неделата рано наутро.
Зоран Јаневски, ти благодарам за овие информации и со најновите те очекуваме во Централниот дневник.